Русија изврши целосна инвазија врз Украина, атак од копно, воздух и море. Ова е прва масовна војна на стариот континент со несогледливи последици. Првичен хаос и во Киев, затворен аеродромот, колони за влез пред банкоматите и маркетите. Путин даде наредба за специјална војна, како што е наречен. Ова не е само напад врз Украина, ова е удар врз европската безбедност и стабилност, врз светскиот поредок. Антипутин лидерите велат дека ова е црн ден за Европа, но веројатно ќе биде и црна недела за целиот континент. Влегуваме во нова фаза на меѓународниот поредок, но дотогаш следува и развој на војната агресија, распоредување на руската армија, но очигледно можен и одговор на украинската војска. Украина е пред хуманитарна катастрофа, а Европа е пред масовен мигрантски бран. Сите сигнализираат дека Русија ќе стави во борбена состојба целосната армија, поточно целата армиска механизација, стотици илјади војници, најмодерно оружје. Но едни не верува, други не сакаат да помислат дека е тоа возможно. Дали светот е пред цивилизацијски предизвици на нов Јалтелски договор. Се чини дека најавените економски санкции се задоцнети, согласи и председателот на САД Бајден. Русија избра војна со катастрофални загуби за неа. САД и НАТО ќе одговорат обединети и решителни. Една од дилемите е дали Путин ќе биде запрен или е на повидок регионално рекомпонирање на силите, според моделите на Јалта и крајот на Втората светска војна. Во продолжение следува мојот разговор со универзитетскиот професор од Факултетот за безбедност, професор Жидас Даскаловски. Поголема војна на континентот нема да имаме. Инаку во моментов пропагандата е на највисоко ниво и од двете страни, и од страна на Киев и од страна на Москва, така што всушност ние не ни знаеме точно каде е линијата на фронтот, ние не знаеме какви се действијата, војните действија. Едните тврдат голем успех во, како велат тие, неутрализирањето на украинската армија, другите велат жесток отпор кон рускиот агресор. Така што тешко е да се процени и самата големина на оваа руска инвазија на Украина. Иако првично најавите беа дека Русија ќе влезе во двете сепаратистички предсе покрајни, сепак војниот конфликт очигледно се проширува на украинска територија. Дали овде насетувате поточно војна инвазија која би трајала подолг период? Сега во моментов веројатно е првиот удар насочен кон сите инфраструктурни објекти на украинската армија и комуникацијските системи. Тоа е нешто што сме имале прилика да го видиме и во други војни. Впрочем, се сеќавате и вие во војната во Ирак, например, со CNN, како беше тоа сето емитувано во живо. Тука нема такво нешто, меѓутоа очигледно е дека сите војни акции на почетокот на армијата која што напаѓа, тоа е руската, се насочени кон едноставно дезорганизирање на комуникацијата на непријателот и уништување на сите можни стратешки објекти како војни поморски бази, како аеродроми, како складишта за оружје и така натаму. Тоа е значи првичната фаза, а понатаму дали ќе предстои една широко појасна инвазија со техника и човечки капацитет, не знаеме дали ќе се случи во целина во самата Украина или тоа ќе биде ограничено на териториите околу Донбас, значи тие што ги кажавте вие републики самопрогласени сепаратистички, сега прогласени независност Донецк и Луганск, или ќе се прошири на некои други области како Одеса, Херсон, Мариупол, секако спаѓа во рамките на Донбас, меѓутоа цел тој појас на крајбрежјето. 30 години по падот на железната завеса, како да се надзира нова демаркациона линија, каде според вас таа сега би започнувала во овие односи помеѓу НАТО и Русија? Видете, на почетокот кажавте дека е најавена ова војна, меѓутоа всушност Русија се обидуваше со своји дипломатски акции да дојде до посакуваниот договор со САД, претежно и со НАТО. Што е нивната цел тука во оваа ситуација со Украина и генерално во рамките на односите со САД и НАТО? Тоа е да нема закана на Русија од страна на
потенцијална земја членка на НАТО пактот Украина, односно тие бараат гаранции Украина да не биде член на НАТО. И тоа не го добија нити од Вашингтон, нити од Брисел, алијансата на НАТО, не го добија ни посакуваниот одговор од украинскиот председател Зеленски, преку преговорите, индиректните преговори, фактички тоа беа индиректни преговори кога беа Макрон и Шулц во Москва, а тоа се однесуваше на барањето да ги спроведе Украина да ги спроведе минските договори. По рускиот воен атак врз украински цели, дали сега веќе е безпредметно да се разговара за решение по дипломатски пат? Сигурно ќе има обиди за дипломатско решение и на крајот на краиштата во некој момент оваа воена акција ќе запре, дали ќе запре на линијата на фронтот, дали ќе запре со одредена отстапка на Киев, дали ќе запре со одредена отстапка на Русија, во смисло дека тие ќе се задоволат со тоа што го постигнале воено и тука ќе кажат дека запираат. Но во секој случај по таквите акции ќе има дипломатија која што ќе се однесува повторно на регулирање на односите на Русија и САД, односно Русија и НАТО. Што значи оценката на генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтерберг, кој вели дека по руската агресија се започнува да се формира нова Европа? Дали ова значи ново геостратешко прегрупирање? Не, туку значи повторно актуализирање на НАТО. Како што сами се сеќавате, францускиот председател Макрон кажа дека НАТО е клинички мртво. Алудираше на тоа дека НАТО е разединато, дека разни членки на НАТО делуваат самостојно и воопшто не се координирани во постапките и со оваа целосна ситуација околу Украина, војната и агресијата на Русија, доаѓаме до оној момент каде што НАТО повторно се реактуализира и се реактуализираат капацитетите на САД да можат да влијаат на Источна Европа, значи на НАТО членките во Источна Европа како една бафер зона кон Русија. Така што во ситуација каде што од една страна имате Франција која што сака да се зголеми европската безбедност без многу влијание на Вашингтон и интенциите на САД да ја доминираат Европа, победува САД. Европа е тотално издоминирана од Соединетите американски држави во безбедносен смисла. Професоре, не е прв пат Русија да влезе во срцето на Европа. Се сеќаваме на Варшавскиот пакт. Од историска гледна точка, не ви се чини дека како историјата да се повторува? Сега имало и обратни случаи. Знаете дека Наполеон дојде до границата на Москва. Знаете дека Хитлер дојде до границата на Москва. Она што следуваше еден резолутен одговор на Советскиот сојуз и на царска Русија и едноставно беа прогонети тие непријателски армии до срцето на Европа. Тоа се случи и по Втората светска војна, кога Советскиот сојуз го присвои тој простор во Источна Европа и сега прашањето е секогаш и било за Русија битно дали НАТО може да се шири во тие земји бивши членки на Варшавскиот договор. НАТО тоа го прави, ние дури влеговме во НАТО алијанса и прашањето е до каде може Русија да дозволи НАТО да се шири на исток и тоа очигледно е решено во Москва да биде крајот да биде со потенцијалното влегување на Украина во НАТО. Зошто Русија од лидер на антифашистичката војна против Хитлер во поствојна Европа се решава да ги погази на некој начин одредени меѓународни конвенции и правила? Од нивна перспектива тие ја следат дури и онаа позната доктрина на НАТО, одговорност да се заштити, responsibility to protect. А таа се однесува на населението, граѓаните на двете самопрогласени републики, кои што не живеат во мир уште од 2014-15 година од време на тој конфликт, првиот конфликт, кој што сега веројатно најмногу страдаа во минатите неколку недели со зголемувањето на тензиите. Значи тие велат дека ги бранат жителите таму кои што имаат по едни проценки 700.000, по едни други проценки 900.000 руски пасоши. Значи од перспектива и аргументите на Лавров, на Захариева, на Путин се тие дека ние
всушност се обидуваме да го спречиме фашистичкото донесување на Украина. Значи, тоа е сосема друг наратив кој што го представува Русија. Дали конфликтот во Европа ќе биде борба за нов светски поредок? Веќе постои едно светски поредок, а тој светски поредок е мултиполарен, каде што доминацијата на САД во целиот свет замре и запре. Русија и Кина се во еден цврст сојуз. САД беа истуркани од Евроазија, видовме како заврши нивната авантура во Авганистан, па и во Ирак, па и во Сирија. Така што едноставно моќта економската моќ се пренесува на Азија. Тука е Кина, меѓутоа и многу други земји кои што се стратешки добро позиционирани и економски се развиваат. Воената моќ е кај Русија, а во последно време и таа расте и во самата Кина. Така што светот е мултиполарен и ќе треба да се најдат начини да се избалансираат интересите на тие големи држави за да не настануваат вакви трагични сценарии како што се случува во Украина, која што едноставно е жртва на тие борби помеѓу големите сили. Постојат одредени стравувања дека Путин работи за свесно, се со цел за ново геостратешко поместување. Дали се надзира Јалта 3? Па Путин со тоа што побара гаранции за безбедност од САД, претежно, но и од НАТО, веќе наговестуваше дека нему се потребни нови договори во типот на тој што го споменувате. Така што она што не успеа да го добие по дипломатски пат, сега ќе го отствари воено, а потоа повторно ќе седне на маса и ќе преговара. Повторно ќе ве навратам на констатацијата на Столтенберг кој вели се надзира нова Европа. Дали во овој воен конфликт Балканот може да биде колатерална штета? На Балканот, ако гледаме вака тревзено, само Србија може да биде на некој начин сојузник на Русија, на некој начин, затоа што сепак Србија се обидува да влезе и во евроинтеграцијскиот процес и се преговара и се обидува да биде од Европа, од Европска унија. Во Србија има и силно кинеско влијание. Делумно има во Босна и Херцеговина руско влијание, кое што е силно во рамките на сојузот со Додик, Мирослав Додик и Република Српска. Сите останати земји, како што сами знаете, се дел од Западната алијанса, се про-НАТО, про-ЕУ, така што многу тешко е веројатно дека Русија може да направи ново жариште. Јас дури би се осмелил да кажам дека по завршувањето на украинскава епопеја, трагедија или како да ја наречеме, Европа ќе се сврти кон Западен Балкан со поголема фокусираност, дури на некој начин пречувствувам дека ќе се засили пристапниот процес на земјите кандидатки меѓу кои Македонија. Професоре, не ви се чини дека можеби светските лидери го потценија Путин во намерите, па можеби и задоцнија со одредени чекори најавувајќи санкции кон Москва, и колку ваквата политика на топло-ладно на Вашингтон и на Западот всушност сега веќе е безпредметно да се разговарат, поточно ќе треба да се делува што побрзо за да евентуално конфликтот не се прошири и да не трае долго. Видете, во принцип, значи, Соединетите Американски држави и Русија играат една голема игра која што трае. Значи, тоа не е нешто што сега може да се утврди дека е конфликт кој што од сега почнува. Санкции кон Русија има од 2014-15 од Мајдан, настаните на Мајдан и побуната на деловите на Украина во Донбас. Санкциите многу не ја погодија Русија. Санкциите дури возможно на некој начин Русија да создаде своја независна економија, бидејќи на одреден начин таа ги произведе оние работи што не можеше да ги произведе, што не можеше да ги купува заради санкциите. И овие санкции сега што се воведуваат, ги гледаме какви се, тие се однесуваат главно на банки кои нема да можат да работат во банкарскиот меѓународен систем.
се однесуваат на богати индивидуи, тоа богати индивидуи од кругот на Путин, значи најблиски тајкуни, олигарси, пријатели на Путин. Тие се погодени од санкции, меѓутоа како да ви кажам, тоа се милиардери кои што Британија им го замрзнува иметот во Велика Британија, а имаат истаков имот и во Монако, и во Барселона, во Рим, на сите можни дестинации во светот и се малку погодени, меѓутоа тоа ништо не им значи во големата слика. И што е најбитно, зад Русија во моментов застанува Кина, и тоа партнерство значи се продлабочува така што имаат каде да се наслонат, а впрочем имаат и околу, мислам, 680 милиарди долари девизни резерви за секој случај, така што тие размислувале и се подготвувале за ваков некој исход каде што ќе реагираат воено и на тоа ќе се спротистави САД и Европска унија со санкции. Следите тренинг, гостин во емисијата професор Жидас Даскаловски. Професоре, Путин оцени дека Украина е творба на Ленин. Нешто слично со таква реторика излезе и бугарскиот премиер или бугарските позиции дека Македонија е Титова творба. Гледате некакво сврзно ткиво помеѓу овие два на некој начин проблеми? Има разлика во однос на тоа каков е погледот на населението во Македонија кон импутациите бугарски. Бугарија импутира дека ние сме вештачка творба и така. Тука апсолутно нема никаква поддршка кон таков став. Дегутантно се отфрла, бидејќи некои од нас имаат и дедовци и баби кои што учествувале во Втората светска војна. Знаеме каков е нивниот идентитет, знаеме какво е нивното потекло, така што тука нашите позиции како Македонија и македонци се доста цврсти. Ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во емисијата. Благодарам секогаш. Поштовани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Жидас Даскаловски. Трошановски, колку руската инвазија врз Украина сега во втор план го става Балканот и можното проширување со нови земји членки? Токму оваа ескалација на воена сила, на воена моќ во решавањето на некакви недоразбирања, мислам дека само ќе ја засили европската одлучност, но и притисок да процесот на проширување почне да дава резултати со оглед на тоа дека фрагилните точки Босна, Србија, Косово, Македонија и така натаму се меѓу другото и жртви на таа стагнација и можат да придонесат во понатамошна дестабилизација. Од тука сметам дека само ќе засили притисокот врз сите страни на Балканот, но и европското соседство да најдат взаимни решенија. Дефинитивно ова ескалација е резултат на редефинирањето на геополитичката рамнотежа или баланс и се првите симптоми на новиот мултиполарен свет кој што се раѓа. Трошановски, дали диалогот Скопје-Софија се базира на паритетна основа и како гледате на предлогот, односно иницијативата на Скопје и Софија, Брисел да биде гарант на новиот договор кој би бил постигнат меѓу двете соседни земји? Мислам дека вметнување на било каков протокол во преговарачка рамка или ставање на истиот под гарант на Брисел е европеизација на овој билатерален спор. Нешто што не сакаме да се случи, нешто што многу опасно ќе се одрази на процесот на пристапување доколку го започнеме, бидејќи ќе представува повеќе процес на идентитетска трансформација на нашето општество отколку на демократска системска преобразба во насока на европските вредности и принципи.